Глобално, не е. Да, не е само глобално е, со тоа што ако си негде во нека си развиена земја, имаш некој по-комфорен живот и ти многу е полесно да си активист кога ти е се средено, така имаш да се вмрежиш полесно и да меѓутоа, ако си во мала земја како оваа и кога живееш 30 години во константни разочарувања и гледаш веќе, нели, ај сега овие 4 години, овие и се ќе поминат такви овие 30 години и ти веќе мисли и добиваш чувство дека приказнава е завршена. Дека нема, дека безизлезна е приказната. Можеби на запад некаде уште се во илузија дека затоа што нека ќе се смени нешто. Пак и илузија е до некаде. Ма не, кај нив истото. Али истите ги и нели некој ќе каже каде отиде западот развини, уште јака десница, мислам, така национализми чуда, сегде се у најразвиените тргни од Америка и се чудиш како ве стигнавме овде. Да се чуди човек како стигнавме овде. Да таква поларизација, не знам. Па бегалци дошле, па протестираме, па ние како земја сме баш денови го размислам, нели, топлите македонци, нели, топлите треба да дојдат, не знам, 500 афганистанци, не сме фати параноја. За 500 луѓе. За 500 луѓе. Што ако се у политика идеме. На читачот нема политика. Не, сакам да кажам, една држава која е паметна, ќе ги интегрира тие луѓе. Германија што прави? Ги интегрира. Ќе ги интегрира и тоа на некој пријатели му кажа. Па утре ќе отидеме во афганистански ресторант, ќе јадеме, тој ќе нас богати, нема да не. Стравот ќе нас сиромаши. Силната држава гледа човечки ресурс. Да ги интегрира. Зашто тоа се луѓе што колаборирале со интелектуалци, не се само така. И така што, ама ние сме веројатно врзани во тој целој циклус и веќе мислиш дека нема некаква иднина и ама on the bright side, не, слободно, извини. Исто така денеска е најлесен период кај што многу лесно да си конформиста. Може би пред 70, 80, 100 години не било баш толку практично да си конформиста, пошто нели околностите, општествените околности биле сменети. Сега, имајќи предвид дека технолошкиот развој и младите некако едноставно се препуштени на тој текови. Таквите текови, ќе чекаме што ќе се деси нешто околу технологијата, ќе чекаме и само ќе конзумираме тие придобивки, мислам, конзумери, конзумеризам, конформизам и едноставно чекај да видам нотификација па да видам дали ќе треба да идам на протест, на протест чекај да видам да ме врнеш. Чекај да видам дали врне и ора. Анте сега да пишем од нешто надвор од поезија, ме испровоцира Денис. Например, овие формални младински движења што ги гледаме, партиски ги спомнуваме, нив мислам, но овие што се невладини гледаш во нив некоја си излез нешто промена, нешто да речеш сакам тука се активирам. Да речеш овие дечки прават нешто. Да си вдахува. Не, затоа што искуството потврдува кој ќе дојат до позиција што се дешава. И тие млади со нив. Ја само мислам дека тие невладени само го маргинализираат отпорот. Ја не верувам у невладени. Почнеш збориш ти свесно ми го одборности јако со истата карта веќе и што си неутрална зона за сакам треба да само го цепкаат отпорот. Не мисли конкретно партиските помладоци. Не знам, дали имам верба во партиските помладоци? Не како партија, само туку дете. Како може сигурно не знаеш кој се УМС. Туку УМС не ми се занима план. Па еве сега овие се УМС. Не, левица сега се млади. Беа УМС, стана СМС. Па имаше некој црвено време. Ама СМС стана. Не ми
Што мислиш генерално за тие? Зошто тие се млади, тие се движат во слични кругови кон нас, ама пак некако како да не го прават тоа што треба да го направат. Зошто не гледаш со нив некоја си поврзаност? Што е тоа што те одбива некако да речеме, што гледаш дека ова искак и биде како ти што се над нив. Што те кочи? Да. Која констатација тоа е? Па еве некои од тие помалите партии, например, ги знам лично. Тие млади, Да. прогресивни умови и знам од какви мотиви тргаат. И предпоставувам кога би дошле до позиција дека би се однесувале исто како Да. како претходно. А Еве видовме нели со студентски, со шарени револуции, со како заврши се до тоа. И за тоа немам верба. Немам верба и мислам дека пофундаментален е проблемот. Значи социоекономски треба на тоа да се околу тоа сите да се сврзат, а не да бидеме едни за ова, други за ова, трети за она, па сега да си земам ја проектче, па да го истерам проектот, па со нив да го друг проект да истерам, ништо не се направи. од денес за утре. Од денес за утре. Многу ми е тежок момент, не знам како да го навлезам. Конкретно е за големиот ВВ, УМС и СДНОМ, ќе ги спомнам, што тие се тие што може да го променат моментално, ама никако не гледам нека точка во допри. Мислиш ли дека тие млади го разбираат ова ние денес што го зборевме и за културата, и за уметноста, и за вакво? Не мислиш дека они го разбираат и има некој начин они да допрат до некој што е над нив? Жал пресе како чекај луѓе, ние треба кочница да ставиме, ние треба да ставиме. Има сигурно има. Значи млади кои што го разбираат ова, го мислат ова и сакаат да направат некоја промена, ама сепак мнозинството е тоа што е На профитерска страна. на профитерска страна, да, и тешко дека ќе им дозволи да ја пласираат таа идеја или да побудат нека политичка волја да се направи промена. Чисто се сомневам дали има воопшто млади кои се уметници или писатели кои што се дел од такви. Тоа не е правник, јас сум правник, ти си вакво. Да, ама не сме уметници, не сме. Од економиста, да кажеме, економиста, ама секако уметноста мора биде преземена само од никој што се занимаваат со уметност професионално. Значи, они економисти, јас сум правник и пак ги сме навлезени тие некои води, знаеш. Пак и тие млади сигурно имале контакт со некои слични во неформалното образование, контакт со слична уметност. Ако не со слична уметност, тоа со слични размислувања како ние што ги имаме тука. Зошто ние, например, место да бидат прогресивните што може да бидат, туку се кочница на тие некои. И сега ние стигаме во ситуација кај што ние како млади треба да влеземе прво во конфликт со тие помалите, за да стигнеме до тие поголеми, за да ги убедиме прво тие долните, а тие долните не можеме да ги убедуваме, зашто за нив има друг човек, тоест друг човек и пак стигаме до врво. Како се фаќаме цело време во тоа што кажа Алек, круг